Зелената агенда со која што Европската Унија ги наметна строгите критериуми за постигнување на целосна климатска неутралност е сериозен предизвик за земјите од Западен Балкан и за Македонија. Од друга страна, самото поглавје за животна средина бара сериозни реформи и е полно со тешкотии. Во оваа емисија на Агенда 35 зборуваме токму за тоа колку е подготвена Македонија да биде дел од Зелениот договор, а и каква е состојбата со животната средина воопшто. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате: Македонија ќе треба да воведе строги климатски политики и да преземе сериозни реформи во енергетскиот и транспортниот сектор, за да ги оствари целите на Зелена агенда. Најавите се големи, ама политиките се спроведуваат бавно. Разговараме со директорката на Инспекторатот за животна средина Ана Петровска. Интервју со Борјан Јовановски, креатор на апликацијата Мој воздух, кој деновива ја доби Европската награда за најдобар млад иноватор во 2020. Следете на. Македонија ќе треба да воведе строги климатски политики и да превземе реформи во енергетскиот и транспортниот сектор, за да ги оствари целите на Зелена агенда, во која се предвидува да се намали емисијата на штетни гасови, да се изврши декарбонизација, да се даде акцент на циркуларна економија, да се намали загадувањето, а земјоделството и биодиверзитетот да бидат одржливи. Зелена агенда, која лидерите на Западен Балкан ја подпишаа на самитот во Софија во рамки на Берлинскиот процес, се заснова врз зелен договор на Европската Унија кој има за цел климатска неутралност до 2050 година. Имајќи ја предвид амбициозноста на целите кои се содржат во Зелена агенда, Бојана Станоевска-Пецуровска од Центарот за климатски промени смета дека државата уште веднаш треба да започне да работи на замена на фосилните горива и да се премине на искористување на обновливи извори на енергија. При тоа, како што истакнува Пецуровска, треба да се биде внимателен, бидејќи обновливите извори не секогаш обезбедуваат стабилно снабдување со електрична енергија. За процесот на декарбонизација потребно обезбедување на доволно финансиски средства, но и зајакнување на капацитетот на администрацијата. Зелената агенда е прилично амбициозен документ, амбициозен од аспект на тоа што таа поставува високи барања во повеќе сегменти, повеќе сектори, но она што е најамбициозното според мене е барањата за декарбонизација до 2050 година. Имено знаете дека нашата држава скоро 70% од производството на електрична енергија го заснова на фосилни горива. Не можам да кажам дека сме спремни така брзо да ја напуштиме да ги напуштиме фосилните горива и да преминеме кон производство на енергија од чисти извори. Европската Унија за секторот енергетика напредокот го оценува како добар, што главно се должи на донесување и спроведување на законската рамка во врска со третиот пакет. Се констатира дека е донесена стратегија за енергетика до 2040 година, која ги одразува приоритетите на политиките на енергетика и клима на Европската Унија. Нашата држава започна да прави реформи во оваа насока. Односно, минатата година ја усвои стратегијата за енергетика, која што има исто така амбициозни цели, односно во две од вкупно 3 сценарија се залага за висок удел на обновливи извори на енергија. Во моментов се подготвува интегриран план за енергија и клима, значи не можеме да зборуваме за декарбонизација докато не ги интегрираме политиките за енергија и енергетика и климатски промени. Во однос на сообраќајот, Зелена агенда ја промовира железницата, но во овој сектор се забележуваат значителни доцнења во трансформацијата, како во управувањето и усогласувањето на законодавството, така и во примената, особено во поглед на безбедноста. Ние сега, во последниве неколку години, започнавме да работиме на изградба на нови автопатишта. Но автопатиштата не водат кон декарбонизација, значи потребно е да работиме на паметен сообраќај, паметен превоз. Декарбонизација не значи само сектор енергија, значи сектор транспорт, сектор значи нашата индустрија е за жал се уште многу енергетски и карбон интензивна, значи одредени промени
одредена транзиција ќе треба и овде да се направи. Од изградбата на хидроцентралите и користењето на водата како обновлив извор на енергија, производството на електрична енергија е минимално, но од друга страна, со нивна изградба има повеќе кратни штети врз природата. Она кон кое што треба да се стремиме е намалување, односно укинување на повластените тарифи за производство на електрична енергија од хидроенергија. Ние со години наназад субвенционираме производство на електрична енергија, односно се субвенционира производство на електрична енергија од хидроелектрани до 10 мегавати. Овие мегавати, односно овие киловат часови произведени не значат многу за воснабдувањето на електричната енергија, така што нешто кон кое што треба да се стремиме и ние како граѓански сектор е токму тоа укинувањето на овие мали хидроелектрани, особено субвенционирањето на производството на енергија од на обновлив извор на енергија. Една од целите на Зелена агенда е и намалување на загадувањето на воздухот. Во последниот извештај на Европската комисија, забелешката е дека бавно се реализира програмата за намалување на загадувањето. За да се оствари ова, Пецуровска вели дека потребно е континуирана работа на долг рок на сите засегнати сектори, како и многу повеќе финансиски средства. Ние имаме добро развиена мрежа за следење на квалитетот на амбиентниот воздух. Спомнавте финансиите, да, финансиите се и такако проблем, особено што не само што не се алоцираат средства за мерки, конкретни мерки, односно се алоцираат, но недоволно, да бидам појасна, но и не се алоцираат доволно средства за одржување на оваа мрежа, која што и такако важна за да можеме да го следиме и да видиме дали мерките кои што досега сме ги имплементирале помагаат или не помагаат и дали треба нешто друго да направиме во таа насока. Потребно е да се работи во сите сектори и дополнително на тоа постојано да алоцираме финансиски средства со цел решавање на проблемите за аерозагадување. Во Зелена агенда, циркуларната економија е еден од 5 главни столба, со посебен акцент на рециклирањето. Ова ќе биде вистински предизвик за нашата држава, имајќи предвид што кај нас се уште нема регионални депонии изградени по европски стандарди. Ние години наназад не успеавме да воспоставиме интегриран систем за управување со отпад. Односно, со отпадот управуваме на начин што го депонираме. А знаеме според иерархијата на ЕУ за управување со отпад, депонирањето е на најдолното ниво, односно најнепосакувана опција. Значи, нашата држава во последните 3-4 години работеше активно на планирање на овие регионални депонии. Значи, се изработија со помош на ЕУ, се изработија повеќе плански документи за воспоставување на регионален финансиски самоодржлив систем за управување со отпад, односно воспоставување на регионални депонии во 6, односно 8 плански региони. Извештајот на Европската Унија за поглавието за животна средина нотира дека има одредено ниво на подготвеност во поглавието 27, а се бележи ограничен напредок. Се констатира дека административниот капацитет за заштита на животната средина е на ниско ниво, а дополнителен проблем се и финансиските ресурси со кои треба да се спроведува законодавството. Доброто е што во голема мера во повеќе сектори од животна средина, значи воздух, води, отпад, е транспонирано законодавството. Значи ние имаме закони кои што се во согласно со европските барања, но за жал отсуствува и имплементацијата нивна на локално, односно на национално ниво. Граѓанскиот сектор најави дека активно ќе ги следи преговорите за поглавието за животна средина преку формирање на платформа за следење на преговорите за поглавието 27 и подготвување на извештајот. На тој начин ќе настојува да има активно и конструктивно учество во преговорите и да биде партнер со јавните чинители, особено со Министерството за животна средина и просторно планирање.
Животна средина и климатски промени е поглавје во кое земјава ќе се соочи со многу предизвици. Финансиски, кои ќе паднат не само на товарот на државата, туку и на приватниот сектор. Институционални, во поглед на капацитетот на администрацијата, да ги подготви, но и да ги имплементира законите, и контролни, односно предизвици во надзорот над спроведувањето на овие закони. Последниот предизвик се однесува на Државниот инспекторат за животна средина. Директорката на инспекторатот Ана Петровска смета дека за успешно спроведување на политиките потребна е соработка на сите министерства и сектори, но признава дека усогласувањето со европските стандарди за животна средина нема да биде лесно. Во однос на капацитетите за преговори во врска со отварањето и читањето и затварањето на одредени аспекти на поглавието, очекувам дека ќе имаме доста големи проблеми, особено во делот на постигнувањето на целите и роковите, бидејќи знаете дека европските директиви мора целосно да бидат транспонирани и тоа целосно транспонирање треба да биде поддржано и со целосно имплементирање. Значи, ние треба да докажеме дека за X години ќе имаме усогласеност целосно со рамковна директива за води, што значи дека сите агломерации над 10.000 еквивалент жители ќе треба да имаат пречистителни станици. Тоа значи Скопје, Велес, Штип, Гостивар, да ги реконструираме или да направиме нови пречистителни станици за природните езера Охрид, Преспа, Дојран. Жешките точки треба да ги исчистиме. Значи, тоа се индустријските жаришта, тоа се Југохром. Таму пречистителната станица треба веднаш да се реконструира. Министерството веќе прави напори во таа насока. Државата не одвојува многу средства за животната средина, но за среќа достапни се фондови на Европската унија. Преку програмата ИПА-3 ќе се овозможи финансирање на проекти во идниот период. Се завршува циклусот на ИПА-2, се градат пречистителни станици, се работи на реконструкција или изградба на нова канализацијска мрежа. Многу се надевам дека ќе се реализира и проектот за управување со отпад, воспоставување на регионална санитарна депонија за источниот и за североисточниот плански регион и дека ќе се донесат повеќе закони. Едно од забелешките на Европската комисија е недонесувањето на законот за инспекција во животната средина. Петровска најавува дека тој треба да се донесе до јунинната година и да ги зајакне критериумите и општите услови за вршење инспекцијски надзор. Ние сакаме да воспоставиме правила кои што се специфични за оваа област. Ризикот во животната средина е различен од ризикот во другите области, например во транспортот или во пазарната инспекција и така натака. Токму заради тоа што тука се во прашање човечки животи и здравје и затоа сакаме да бидеме многу специфични во тоа како го определуваме ризикот, како ги планираме, како ги спроведуваме и како ги документираме нашите инспекцијски надзори. Зелената агенда е добра платформа за да се обезбедат што е можно повеќе финансиски инструменти, независно од фондовите на Европската унија, но представува и важна алатка за соработка помеѓу земјите, особено од регионот, кои се соочуваат со истите предизвици како и земјава. Но достигнувањето на целта, декарбонизација до 2050 година, е долг процес кој бара големи промени во неколку сектори, од кои најважен е енергетиката. Во делот на енергетиката, мислам дека државата доста прави во пробивањето на обновливите извори на енергија и тоа пред се фотоволтаичните централи за кои што има многу убави услови, значи државата обезбедува услови за уредување на локации и отвара многу често, мислам дека досега неколку тендери беа отворени за да инвеститори си наддаваат со така наречениот премиум, значи кој помал премиум ќе сака, всушност има можности тој да ја добие локацијата и да инсталира сончеви централи. Во тој дел, значи, на искористувањето на сончевата енергија имаме голем напредок и државата покажува силен интерес тоа да го поддржи. Оно што очекувам да продолжи е да се стимулираат и домаќинствата да инсталираат сончеви панели, бидејќи знаете дека сончевата енергија, особено со новите технологии кои што стануваат се подостапни, може да замени дел од горивото кое што го користиме дури и за грејење во зимскиот период. Декарбонизацијата, потенцира Петровска, ќе биде многу скапа и исполнувањето на целите за намалување на емисиите, особено кај еден од најголемите капацитети, рек Битола,
ќе оди многу бавно. Тука има многу голема улога и спроведувањето на планот за намалување на емисиите, значи National Emission Reduction Plan, ние го викаме NERP нагалено, а тоа е нешто што сме го усогласиле со енергетската заедница, со Energy Community, и доколку тој план не се исполни, ние можеме да имаме сериозни реперкусии со енергетската заедница, бидејќи ние како земја членка на оваа енергетска заедница подлежиме на казни. Што значи дека час поскоро мора да се има една сериозна стратегија за тоа дали и кога ќе се замени јагленот од рек-битола. И исто така како овој недостиг на електрична енергија, доколку доцнеме со замената на јагленот, ќе се надомести, дали ќе биде од увоз или со поагресивно пенетрирање на обновливите извори на енергија. Центарот за енергетика и одржлив развој при МАНО има подготвена стратегија за развој на енергетиката до 2040 година, која доколку добие поддршка, може да одведе земјава во вистинската зелена насока, смета Петровска. Во конкуренција од над 200 апликанти и 16 финалисти, Горијан Јовановски, креаторот на апликацијата Мој воздух, деновиве ја освои Европската награда за најдобар млад иноватор за 2020 година во категоријата за млади до 30 години. Големо признание за 27 годишниот Горијан, голем активист за здрава животна средина, кој еве што вели за оваа награда. Мене ми е искрено драго што на Aircare или постаро Мој воздух беше доделена оваа награда, бидејќи ние многу долго време работиме на оваа тема и ни беше драго што бевме повикани не само ние, туку и други 15 млади иноватори од цела Европа, кои што се обидуваат на еден или на друг начин да подобрат нивната средина, дали тоа би било животната средина, општеството околу нив, да се борат со бездомништвото. Така што драго ни беше прво самиот факт што не повикаа да бидеме дел од таа група, а многу подраго ни беше самиот факт што не избраа како победници за тоа што се бориме овие последни веќе 6 години. Апликацијата Мој воздух е креирана пред 6 години од страна на Горијан и тогаш македонската јавност за прв пат доби можност да има увид во квалитетот на воздухот кој го дишеме. Револуционерна алатка која повлече и бројни граѓански акции за преземање мерки за поквалитетен воздух. За мене прво Мој воздух е моје бебе. Значи мој прв сериозен проект кој што го работаме веќе 6 години. На почетокот започна како една како еден страничен проект. Проект кој што не имав цел да стигне и да постигне ова што го постигна сега, но многу ми е драго што до тамо стигна работата. За мене од сегогаш ќе биде тоа лична пасија, бидејќи како што велам јас по струка сум софтверски инженер, али во душа сум екоактивист. И да ги спојам тие две работи, мене ми е многу драго да можам сега целосно да се посветам на работа на Мој воздух. И видовме, мислам дека низ годините дека со отварањето и дигитализирањето на овие податоци успеавме да покренеме свеста кај нашиот народ дека за жал дишеме загаден воздух секоја зимо и дека мора сериозно да пристапиме кон решавање на овој проблем. Она што е помалку познато во јавноста е дека апликацијата Мој воздух или Aircare е присутна на 41 пазар и всушност е глобална алатка за следење на квалитетот на воздухот. Мој воздух започна на македонскиот пазар пред 6 години, кога се пласираше со само 20 мерни станици, државните мерни станици, тогаш беа приклучени на апликацијата. 6 години подоцна, сега сме во 41 земја низ светот, што многу мина малку го знаете дека сме надвор од државата. Во 41 земја во светот имаме над пола милион преземања на апликацијата и имаме над 10.000 мерни станици, тоест мерни станици од каде што влечеме податоци за загадувањето на воздухот буквално од 4 континенти, ако не грешам, 4 или 5 континенти низ светот. Во Македонија кај нас имаме скоро 100, ако не грешам, над 100 станици кои што се поставени, од кои што 20 се државните мерни станици, а остатокот се волонтерски мерни станици кои што граѓани како ние ги поставуваме за да го знаеме квалитетот на воздухот околу нашите живеалишта. Така што се мери во повеќето, да не речам во сите главни градови, дали тоа би било со помош на државните или волонтерските мерни станици, но сепак верувам дека имаме уште работа за целосно да добиеме слика какво е загадувањето и во главниот град. Како екоактивист и соработник на бројни проекти со институции и организации од оваа фела, го прашавме Горијан за неговото мислење во кој правец би требало да се менуваат и политиките и практиките во земјава за да се подобри квалитетот на воздухот.
го збориме ова 6 години. Не е некој нов проблем кој што ни се појавил сега. Тој проблем е постоел и пред мој воздух, далеку од фактот дека не. Но едноставно како да чекаме да дојде пролет и да го заборавиме овој проблем, бидејќи тогаш ќе се исчисти воздухот и сите сме повторно назад срекни се до наредниот октомври или ноември кога повторно ќе се појави. Моја препорака до надлежните е сериозно да го сватат тоа. Значи, над 3000 луѓе годишно го губат животот кај нас поради загадувањето на воздухот. Тоа е огромна бројка која што не може да занемариме. Ова е бројка според мене и од карактер на национална безбедност веќе станува, така што не може многу мал дел од буџетот да се посветува на заштитата на животната средина, а други пари ги трошиме, не знам, на новогодишне китење или менување имења на булевари, кои што според мене се комплетно непотребни во овој момент кога се бориме со еден ваков голем непријател што ни штети на сите. Што следно може да очекуваме од Мој воздух? Мој воздух сега го има првиот од трите столба кои што ги велиме ние. Првиот столб е информирањето. Че сега ги информираме граѓаните за тоа како изгледа квалитетот на воздухот. Вториот столб кој што работиме во моментот е едукација. Од каде доаѓа ова загадување, што може ние лично да придонесеме за намалување на нашиот импакт на загадувањето и како може ние да поставиме притисок онамо каде што треба за да се сменат одредени политики за да имаме почист воздух. И третиот столб ќе биде всушност давање моќ на граѓаните да направат вистинска промена во нивната животна средина. Така што ќе има уште многу нови можности кои што ќе дојдат понатаму во Мој воздух. Првите луѓе на државите членки на Европската Унија ја одобрија новата и поамбициозна цел за намалување на емисијата на штетни гасови за најмалку 55% до 2030, споредено со нивото од 1990 година. Европските лидери имаат намера да ги зголемат климатските амбиции на начин на кој ќе се поттикне одржлив економски раст, ќе се отворат работни места, обезбедат придобивки за граѓаните на ЕУ во областите здравје и животна средина и ќе се придонесе за долгорочна глобална конкурентност на економиите на ЕУ преку промоција на иновации и зелени технологии. Постигнатиот договор поставува јасен пат за климатска неутралност до 2050 година и им дава сигурност на инвеститорите, деловните субјекти, јавните власти и граѓаните. Инаку, главна цел на Европскиот зелен договор, стратегија за развој на ЕУ која беше усвоена пред една година, е Европа да биде првиот континент кој до 2050 година ќе биде климатски неутрален. Модернизација на ЕУ законодавството за батерии предложи Европската комисија минатата недела, со што ја конкретизираше првата од мерките најавени во новиот акциски план на ЕУ за кружна економија. Според предлогот на комисијата, батериите кои ќе се користат на пазарот на ЕУ мора да бидат одржливи, високо ефикасни и сигурни за време на целиот век на траење. Тоа значи батериите да се произведуваат со најмало можно влијание на околината и за нивно производство да се користат материјали добиени со целосно почитување на човековите права и социјалните и еколошките стандарди. Дополнително, батериите на крајот на нивниот век на траење треба да може да се пренаменат, обноват или рециклираат, за да се избегне загуба на вреден материјал. Покрај другото, Европската комисија предлага за да значително се подобри рециклирањето на преносните батерии, моментната стапка на собирање од 45% да се зголеми на 65% до 2025 година и на 70% до 2030 година. Со што материјалите за производство на батериите кои ги користиме дома останат во ЕУ. Останатите батерии, индустријски, автомобилски и батерии за електрични автомобили мораат целосно да се соберат и рециклираат. Европската комисија ќе инвестира 100 милиони евра во мали иновативни проекти за чисти технологии во рамки на Фондот за иновации, една од најголемите светски програми со која се финансира воведување на иновативни технологии со ниско ниво на јаглерод. Средствата ќе се доделуваат врз основа на јавниот повик, објавен на почетокот на овој месец. Европската комисија сака да даде поттик за зелено заздравување на Европа преку поддршка на компаниите кои работат на проекти за иновативни чисти технологии, создавање на локални работни места за иднината и трасирање на патот кон климатска неутралност. Средствата се достапни за мали проекти со капитални вложувања помеѓу 2,5 и 7,5 милиони евра, а максималниот износ на грантот не може да надмине 60% од релевантните трошоци, односно средствата што се вложуваат. Фокус на јавниот повик се иновативни проекти кои се подготвени за комерцијална примена. Повикот е отворен до 10 март 2021 година за проекти лоцирани во сите држави членки на ЕУ, Исланд и Норвешка. Со својот футуристички, цилиндричен дизајн, елегантна надворешност и едноставна внатрешност со многу природна светлина,
не наликува на типичен простор за складирање и дистрибуција. Објектот кој го носи името Цевка е главно седиште и дистрибутивен центар на една мултинационална логистичка компанија во Тилбург, Холандија, оценет како еден од најодржливите индустријски објекти во светот, уникатен е по низа еколошки карактеристики. Вклучува, например, фотоволтаичен систем на покривот на објектот, составен од приближно 12.000 соларни панели, со кои се создава повеќе електрична енергија отколку што е потрошувачката на зградата. Вишокот на енергија се испорачува во дистрибутивната мрежа, што го прави објектот да е енергетски и јаглерод диоксид неутрален. Магацинскиот и канцеларискиот простор, од околу 60.000 метри квадрат, е херметички затворен со дополнителна изолација. Осветлувањето на просторот со природна светлина преку големи прозорци со 3 стакла ја намалува количината на електрична енергија потребна за осветлување и го прави попријатен просторот за работа. За тоалетите се користи вода дождовница, собрана од покривот на објектот, која се складира во специјални резервоари. Зградата се загрева со топлински пумпи, има лед осветлување со автоматско затемнување, фотоалокации за полнење на електрични возила и технологија што ја следи потрошувачката на вода и енергија и концентрациите на јаглерод диоксид. Објектот е енергетски ефикасен и ја заштитува животната средина преку намалување, повторна употреба и рециклирање на отпад. Следната недела се гледаме на истата фреквенција и во истиот термин, но со нова тема. Останете со програмите на Македонската телевизија.